Добар ден уште еднаш. Аргумент плюс на телевизија 24, како што и најави во централниот дневник. Моја гостинка денеска е Гордана Димитриевска-Кочовска, министерката за финансии. Министерке, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме за можеби најклучниот и најобемниот документ на државата, тоа е предлог буџетот. Благодарам уште еднаш на поканата. Го слушав вашето експозе во собранието кога го представивте предлог буџетот пред пратениците. Денеска е пети ден амандманска расправа. Можев да погледнам и неколку други ваши изјави на тема буџет, каде што ви кажувате дека буџетот е развоен, дека е подготвен со проекти во интерес на граѓаните. Сакам да почнам со она што најмногу ме заинтересира: капитални инвестиции на ниво 450 милиони евра, што треба да се трошат во текот на целата година. Што може да се развива во државата со пари или со купче пари помалку за 20% од годинава, ако се знае дека негде на крајот на годината сме 49,5% е реализацијата од годинешните капитални инвестиции. Така, значи, кога зборуваме што може да очекуваме, дали може да очекуваме дека ќе развиваме или нешто или не, треба да гледаме во однос на реализацијата, не во однос на планираното, и тоа секогаш го повторуваме. Меѓутоа, кога станува збор за капиталните расходи или капиталните инвестиции, јас последнава година постојано повторувам дека треба да зборуваме или да сме фокусирани на она што значи вистинска капитална инвестиција. Значи, не станува збор за некакви трансфери кон јавни претпријатија, акционерски друштва, не станува збор за зголемување на основачки влогови, така натаму. Сега не би влегувала нели кое што би кренало нивото. Така, да. Може би многу пати повторувам, но не знам, би сакала да искористам прилика да дадам еден најобичен пример за да сватиме зошто зборуваме за промена на методологија која што беше иницирана од моја страна и при тоа беше нормално дискутирана со представници од US Treasury кои што се наши да речеме или ни помагаат многу во периодот. Имаме техничка помош од страна на US Treasury, но во исто време упативме нели барање на мислење и од Меѓународниот монетарен фонд кога именувавме методологијата. Како излезе причината за промена на методологијата, за да може нели после да објасниме што значи и колку сме имале ние на вистина капитални инвестиции во изминатите години. Во изминатите години многу често се случувало да од буџетот излезе во пресрет на одредено акционерско друштво или јавно претпријатие и наместо нив врати одреден кредит. Пример ќе го земам јавното претпријатие за државни патишта. Јавното претпријатие кога земало кредити, тоа се евидентирало кај себе одредена инвестиција. И вие кога ги гледате податоците со јавните претпријатија и акционерски друштва на ниво на држава, секогаш треба да ги гледате консолидирано. Во изминатиот период, предходните министри за финансии ваквите трансфери ги евидентирале како капитален расход кога враќале дел од долгот. Меѓутоа, тој долг кога се создавал бил еднаш евидентиран како инвестиција. Добро. И јас сега кога го враќам, не можам повторно да го евидентирам како капитален расход. Јас можам да го евидентирам како разни трансфери, други трансфери, така натаму. Меѓутоа не како капитален. И сега кога ќе ги погледнете вие податоците низ годините наназад, ќе видите ние дека реално можност за реализација на капитални инвестиции сме имале некаде помеѓу 20 до 23-4 милиарди, со тоа што е во 2024, иако и во 2024 година, не ми се точно испрецизирани бројките, повторно некаде 21-2 милиарди, бидејќи до тогаш работевме по старата методологија, не беше возможно на пола година тоа да го менуваме. Што значи дека сега за 2025 година првим беа направени реални проекции, во смисла дека да, тоа се навистина капитални инвестиции. Не зборуваме за ваков тип на трансфери, туку она што ќе биде реализирано до крајот на годината. Причината од тоа што е на 50%. Сега се согласувам дека имаме слаба реализација, меѓутоа јас сум министерот за финансии. Јас сум должна да им обезбедам средства на ресорните министри кога ги реализираат своите инвестиции. Кога доаѓаат на ние разговори, нели се крена сега фама и околу тоа дали сме ги викнале, зошто не сме ги викнали, така натаму. Ние вообичаено нели во тие разговори поминуваме еден месец додека да поминеме со сите институции во кои што тие нас не уведуваат да оставете ги средствата и така натаму, ќе ги реализираме, и праксата покажа дека не може да се реализираат. Не велам дека е целосно вината на страна на одговорните лица, има нешто нели во приватниот сектор, дел може би во проблемите како се објавуваат тендерите и така натаму. Сега не би сакала да навлегувам, можам да зборувам за мојава институција, не можам да зборувам нели за другите институции, но она што покажува е дека
толкав износ 47 милиарди реално невозможно е да се постигне и да се направи толкава реализација. Но она што сакам да го потенцирам, бидејќи нели кога зборуваме цело време гледаме во однос на проектираното, меѓутоа мора да гледаме и кај сме во однос на претходните години. Ако погледнеме ние и во однос на старата методологија која што ја имавме нели минатата годинава новата методологија, ние кој што не можеме да ги споредиме како податоци, еве ако ги споредуваме ќе видиме дека имаме 19,2% повисока реализација на капиталните расходи во однос на минатата. Ако ги споредиме методологиите на исто ниво ги доведеме, тогаш имаме 47,5%, 47,47 отприлика, затоа велам 47,5% повисока реализација на капиталните расходи во однос на претходната година. Сега сме на новата пресметка и сега имаме повторно под 50 од 100 заклучно 21.11, како што ги видов подоците денеска. Што ќе се случи ако и од овие 650 за до година се реализираат до ноември за средината половина, каков развој би имала државата? Тоа ми беше прашањето. Видете, тоа треба секој еден од ресорните министри, јас повторно го кажувам истото. Јас како министер за финансии што можам да направам? Можам, имам КПФ механизам, тоа е механизмот кој што како не се реализираат капиталните расходи, ние им ги одзимаме. Толку е она што јас можам да го кажам. При тоа, она што исто така во рамки на Министерство за финансии се направи во изминатиот период, при тоа нели законот за буџети беше сменет во претходната влада, меѓутоа уредбата за управување со јавни инвестиции ја донесовме ние, односно јас како министер за финансии, значи дека го менуваме начинот на кој што ги носиме одлуките, дали одреден проект е зрел и може да се влезе во инвестиција или не. Тоа исто така ќе ги, да кажеме, намали оние проблеми кои што се појавуваат во текот на изведба, реализација и така натаму. Дали ќе бидеме идеални, не можам ништо да кажам, затоа што, како што кажав, една е страна на владата и одговорните лица, друга е на приватниот сектор, кои што исто така нели се соочуваат со одредени проблеми. Јас би рекла дека тука малку проблемот е покомплексен, бидејќи нели треба да видиме што е и со оние 100.000 луѓе кои што се наоѓаат на листата на невработени лица во Агенцијата за вработување, кои што треба да добијат преквалификации, да имаме поголема понуда на работна сила. Мислам дека повеќе работи треба да се изменат во периодот кој што следи, за да може да очекуваме уште поголем процент на реализација. Има институции, да не речам сега, дека до ден денешен се со нула инвестиции, со многу ниски инвестиции. Што е тука проблемот како ресорна министерка? Дали се плашат од коруптивни сделки? Да не речам од типот, ако не сработам, па и нема каде да сгрешам. Видете, имаме секакви ситуации. Можам да зборувам, например, дека имам слаба реализација на капитални инвестиции во рамки на Министерството за финансии. Еве, да тргнам од себе. Јас имам реален проблем кој што се појави минатата година со системот кој што треба да се имплементира во рамки на Министерството за финансии. Во завршна фаза сме во преговори со Светска банка, не би сакала повеќе детали нели сега да зборувам, бидејќи целата тема таа е повеќе од осетлива. Кога ќе дојде моментот, нели ќе ги соопштиме сите информации околу тоа, но еве да кажеме тука имаме навистина и законски пречки, но и во дискусија со одредени институции кои што финансираат, да кажеме, додека се најде моделот, типот на финансирање, не можеме да почитуваме во секоја ситуација правила, пример на Светска банка. Има одредени работи кои што, не знам, се однесуваат пример на сајбер безбедност, на критична инфраструктура и така натаму, каде што би влегол и овој тендер или да речеме целата оваа постапка. Значи има различни ситуации во пракса кои што не може да се објаснат, но исто така има и ово што вие го зборувате. Еве на пример во последниот извештај на Европската комисија, бидејќи нели се зборуваше многу околу тоа дали сме полоши во однос на минатото, подобри така натаму. Ако ги прочитате забелешките кои што ги даваат во однос на јавните набавки, вие ќе видите дека Законот за јавни набавки е еден од законите кои што на некој начин би рекла најблиску или речиси целосно согласен со законите во Европска унија и директивите. Но каде е проблемот и што велат тие? Тие велат не може секогаш да го користите критериумот најниска цена. Имате и други критериуми кои што треба да ги употребувате. И сега кога разговараме со колегите, нормално го поставам прашањето, но тие велат вака. Точно е тоа дека критериумот најниска цена не треба да биде единствениот критериум, но ние знаеме од искуства на некои наши колеги во минатото и во минатата влада дека имаме судски предмети каде што заради одредени критериуми
поразлични, Што не се нели? запазени? Така, што не се запазени. Тие велат тогаш одевме одреден процент дека ќе носи тежина цената, одреден процент ќе носи некој друг Квалитетот. критериум. Тој друг критериум сега е причина за одредени судски предмети. Сега вие Затоа велам подобро да не го сработам тоа, да не паднам во некаква видете додека имаме ваква ситуација, сега не би сакала многу да зборувам, меѓутоа и општо во правосудниот систем не би издвојувала тука обвинителство, судство и така натаму, не сакам да завлегувам во тие дискусии, меѓутоа стравот произлегува таму, бидејќи сега ако Европска унија вели не треба да е критериум единствена цена, а некој друг велел па зошто овој критериум сте го земале, сега секој еден кој што работи во областа на јавни набавки ќе се го постави прашањето па Како кој да критериум освен најниска цена сега ќе е релевантен за утре јас да не одговарам. И се Да одиме секогаш нели со темата инфлација, бидејќи немаме многу време. 2,5% сакате да завршиме до година со инфлација, а сега сме на 4,5% на годишно ниво зборувам. Како планирате да ја намалите инфлацијата за цели 2% поени, кога во моментов нема активни мерки, планирате во периодот што следи да објавите, граѓаните секојдневно се жалат, барем оние кои што ги анкетираме дека имаат зголемени трошоци на живот. Што да се случува со инфлацијата, а да не чувствуваат граѓаните ваков тежок ценовен удар? Видете, инфлацијата е таргет на Народната банка и јас тука не би сакала да зборувам по име на гувернерот. Меѓутоа можам да зборувам ние како Министерство за финансии, кое што нели по правило велиме фискалната и монетарната политика мора да бидат координирани. Можам да кажам, може да го видите и податоците кои што ги поставуваме на страната на Министерството за финансии, а се поврзани со извршувањето на буџетот, ќе видите дека ние во последните месеци многу внимателно да кажеме ги контролираме, би рекла, расходите или расходната страна и ќе видите колку е таа намалена во изминатиот период. И сето тоа исто така е констатирано од страна и на меѓународни релевантни финансиски институции кои што велат да, веќе во последниот период државата на вистина и многу внимателно ги реализира ги реализира, би рекла, расходите и дури и државата не е таа која што влие позитивно на бруто домашниот производ, нели ако во минатото се велеше трошете повеќе за да расте БДП, сега БДП-то си го создава приватниот сектор, ние сме многу внимателни, а внимателноста повеќе е токму во делот, би рекла, на да се помогне на некој начин и да не се влие многу на инфлацијата, иако не гледам дека може би има и големо влијание, дел може би е резултат инфлацијата на инфлаторните очекувања, но не можеме да го занемариме и фактот дека имаме увозна инфлација и при тоа мора и да зборуваме нели отворено дека денес немаме инфлација од 22% или 10% како во минатото, тука зборуваме за инфлација. Денеска немаме ниту ковид криза, ниту енергетска криза. Да, и во 2022 и 2023 немавме ковид криза, а имавме во однос енергетска. Имавме енергетска бидејќи сами си ја создадовме. Не ни ја создаде никој надвор. Тоа што состојбата во енергетските комбинати, јас би рекла, е катастрофална, не е резултат на некоја политика што оваа влада ја носеше. Да се подсетиме, во 2019 се водеше политика дека ќе се оди кон обновливи извори на енергија, па дојде криза и така натаму, па сега ајде ќе отвараме рудници, малку хаотична политика воде и сето тоа нели создаде повисока инфлација, но тогаш пак ќе кажам да, имаше, меѓутоа домашниот фактор имаше многу големо значење што не е ситуација денес. За јавниот сектор има зголемени 7% повеќе за плати од ланската година, односно за оваа година за буџетот, 9% повеќе пари имате одвоено за пензии, а кога ќе ги прашаме ни новинарите, премиерот, пете и вас, или министерот за економија, дали ќе имаме интервентно зголемување на минималната плата за парите за во приватниот сектор, тогаш веднаш се отвара темата дека тоа може да влие врз нивото на инфлација. Видете, минималната плата, прво не би сакала многу длабоко да навлегувам во дискусијата, затоа што ова е проблем кој што треба да се го решаваат работодавачите и работниците. И тоа ние го кажавме, ние како влада имаме само закон кој што исто така нели не е на предлог на Министерството за финансии, туку е на Министерството за економија и труд, нели сега понова. И тие го предлагаат законот по која методологија ќе се оди во делот на коригирање на минималната плата. Но минималната плата е она што би требало да биде најниското и да нема под минималната плата. Ние кога зборуваме за раст на платите, зголеми останатите, да, така. меѓутоа платите растат.
колкава е просечната плата во изминатиот период. Ако имаме околу 700.000 вработени лица во државава и ако од нив околу 150.000 лица, велам 150, а јавната администрација вклучително нели и општинските, вклучително и акционерски друштва и јавни претпријатија во државна собственост, ќе видите вие дека тоа е 1/4 или помалку од 1/4 од вкупниот број на работници. Ако вие кажувате дека процентот на раст на платите е таков каков што е во буџетот, а исто толку речиси расте и просечната плата во државата, тогаш се постава прашањето, државата сама ги изголемува платите, а приватниот сектор не расте. Расти приватниот сектор. Не можеме да се согласиме дека платите во приватниот сектор не растат. Растат платите, меѓутоа да оставиме во делот на минималната плата да се договорат едната и другата страна. Пак ќе речам, не сакам да завлегувам во нешто што треба да го договорат двете страни. Мене, она што е вие сте како клучно. трет член во економско-социјалниот совет, треба да дадете и вие зелено светло за тоа. Работодавачите, односно синдикатот и работодавачите побара дел од придонесите да ги земе државата на свој грб. Видете, Тука така се ние не согласим. можеме, па така не можеме. Ние прво немаме, не е точно дека имаме најниска минимална плата во регионот, зашто секогаш го повторувам истото. Платата треба да ја споредуваш со тоа колку можеш со неј за да купиш. Затоа што исто цената на леб, млеко и така натаму не е ни во соседството исто и сега да не завлегуваме, имаше и пресметки и презентации во однос на тоа колкави се придонесите кај нас, колкави се придонесите нели во регионот. Она што е клучно и што можам да го кажам, мене како министер за финансии секогаш би ме интересирало да имаме повисока минимална плата. Тогаш ќе платат компаниите, во суштина не се компаниите тие, ние треба први да зборуваме и повторно да го користиме терминот бруто плата, кој што го воведовме во 2008, а до ден денес воопшто не го коментираме. Согласно концептот на бруто плата, придонесите не паѓаат на товар на работодавачите, се на товар на работниците. Ние од 2008 до денес, колку години се поминати, не сакаме да го коментираме тоа. Сега, ако одиме по таа методологија, тоа значи дека ќе треба, нели, и ако се зголеми минималната плата, да бидат давачките поголеми. Еве, нека се на работодавачот, не зборувам да се на работникот, нека се на работодавачот. Јас како министер за финансии во буџетот ќе имам поголем приход. Значи, мене реално ми одговара да има повисока плата. Меѓутоа не сум ја таа што ги носи одлуките. Ќе ги донесат на економско-социјалниот совет. Едно прашање ми одскокнав од капиталните кои што сакав да прашам, кој ќе биде најголем капитален проект за до година? Видете, тука би рекла дека многу блиску се инвестициите кои што се прават во одбрана. Одбрана има најголеми инвестиции за следната година, 6,4 милиарди денари, дополнително уште имаат дел од сопствени средства, би ги рекла, или донации, уште 1,6 милиарди, 1,6 милиарди денари, што значи дека... Што ќе се бидат наменети во одбраната? Сега детали околу тоа мислам дека ниту имам, ниту можам да знам, така нели? Јас давам лимити, ова мора да го објасниме за да гледачите го разберат. Министерот за финансии дава лимит. Тоа значи дека секое министерство си има одреден износ кој што е негов. Како ќе го распределува, што ќе купува и во што ќе инвестира, не е обврска на министерот за финансии. Не ви кажуваат зашто имаат намера да ги трошат значи, тие пари. Тие ќе кажат, опрема, градежи, има неколку ставки, тука се наведени. Повеќе детали имаат во рамки на министерствата. Тие се објавуваат листа на јавни набавки, тие се спроведуваат јавни набавки, поготово па за одбраната. Верувајте дека тоа е нешто што и не толку многу прашувам, нели, од аспект на тоа што ќе се купува. Сигурно е дека ќе се купува некаква воена опрема и така натаму, нели, меѓутоа детали на вистина ниту сум прашала, ниту пак би сакала да знам. На неколку пати Штип и Кичево болниците беа најавувани дека се прават, дали конечно има пари во буџетот за овие две болници? За Штип и за Кичево има средства, меѓутоа тие не се големи средства, таму веќе ќе одиме значи со една посебна постапка каде што ќе треба нели први министерот за здравство да донесе една анализа колку и како средства се потребни за тие две болници да се довршат и врз основа на тоа потоа ќе бараме кредитирање. Значи она што е предвидено во буџетот сега не е тоа кое што би требало да ја заврши цела работа. Ќе се оди со кредит. Да, знаете дека за болницата во Штип кредитот се прекина, не сакам да дискутирам понатаму кој беше виновен и како беше виновен и како се прекина, ние таму останавме покуси. Имате колку немам, токму тоа она што сакам да го кажам, чекаме Министерство за здравство да заврши, штом ќе има некаков податок, верувам дека и министерот ќе информира за истото. Добро, околу задолжувањето ќе одиме подоле во емисијата малку. На 31 декември истекува важноста на мерката со која првиот промет на ново изградени станови се оданочува со
5%. Дали ќе се менува ова со измена на закон да продолжи да биде повторно 5% или само по себе ќе се промени на 18% како што беше, што значи дека ќе имаме и дополнително зголемување на становите? Не, значи, мислам дека и пред месец денес го кажав својот став, меѓутоа нормално нели требаше да се направат одредени анализи, испитувања на пазарот, не само во Македонија, да се види кои се даночните стапки во другите земји, врз основа на тоа, а и при тоа анализирајќи го, морам да кажам и законот, нашиот предлог кој што веќе е во владина процедура е да остане стапката од 5%, при тоа ние сме во постапка на измена на целиот закон за ДДВ, каде што ќе предложиме одредени модалитети доколку одиме нели со зголемување на стапката за станови, не може да оди вака, знаете и самите дека има дел од граѓаните кои што плаќаат аванси уште во градба додека се зградите и така натаму, ќе треба да бидат опфатени сите тие, да се каже аванси примени во таа и таа година. Значи мора да има една цела постапка за да нема оштетени. Сега во моментот нема можност за такво нешто и затоа продолжувањето, односно ќе го продолжиме тој член кој што вели дека стапката од 5% ќе остане иста. Чисто само сакам да споделам со граѓаните да знаат, на пример во Словенија стапката е 9,5% на ДДВ. Значи не зборуваме за дури и во тие земји кои што имаат многу повисоки стапки на ДДВ од нас, стапката на ДДВ за становите е пониска. Значи има интерес во владата да остане на 5%, да. како една од мерките може да се каже за намалување на цената, овие енормно зголемување што е на цената, и Народната банка се вклучи во можност како да застане на патот на ова енормно зголемување на становите. Сакав да ве прашам, дали размислувате за зголемување на данокот на имот, за втор, за трет стан? Видете, кај данокот да на се имот, намали атрактивноста на купување на движности, тоа би го намалило и цената. Претпоставам зборуваме за данокот на промет, бидејќи кај данокот на имот веќе има, нели? За данокот на промет на втор, трет, така, да. Видете, има цела една група која што работи, значи, на оваа даночна, би рекла, легислатива, дополнително ќе информираме што и како. Меѓутоа, за да можеме тоа да го направиме, јас повеќе би рекла дека нас не треба воведување на ако можам да го наречам данок на луксус, но за да стигнеме до таа фаза, треба многу работи да се средат во државата пред тоа да се направи. Веќе тргнам, например, од собствениците на фирми, најголем дел од нив се што купуваат на име на фирма. И сега вие утре ако го проверите ќе кажете и по овој нема имот, значи не е богат. А знаете дека што поседува. И како би се контролирало тоа? Затоа сега ги отвараме законите еден по еден, првин ДДВ-то, данокот на добивка и персоналниот данок, а потоа нели нормално сите овие работи ќе бидат опфатени. И морам исто така да потенцирам дека директивите ќе не бидат приоритет врз база на кои што ќе ги правиме законските измени. И да кажам уште еднаш, значи за да нема нели вознемиреност, нема да има промена на даночните стапки. Тоа треба да го знаеме, дека нема да имаме промена на даночни стапки. Добро, спомнавме кредити, сакам да спомнам евроврзница која треба да се враќа до година, 800 милиони евра плюс 200 милиони дополнителни, ќе се земе над 1 милиарда да се врати цехот од пандемијата и од енергетската криза. Дополнително најавувате плюс задолжувања. Видете сега, дали цехот е од пандемијата, од енергетската криза, јас не знам. Јас можам овде, например, да извадам податоци колкави се долговите, без она што значи државни харти од вредност, низ годиниве имам некаде до 2030 податоци од стратегијата за управување со јавен долг и за фискалната стратегија, каде што почнувајќи од 2025 па заклучно со 2030 нема година во која што не враќаме долг помало од 1,5 милиарда евра, па сега ќе ги собереме сите, треба да видиме дали е све тоа само од овие две кризи или станува збор за нешто многу поголемо од тоа. Како и да е, долговите се огромни кои што треба да се, јас би рекла, рефинансираат. Задолжувањата ги знаете, новите задолжувања се во износот на она што значи буџетски дефицит. Зборувавме за фискална консолидација во изминатиот период, работиме нели следиме фискалната стратегија така како што е усвоена од страна на владата, а дали оптеретување следната година 700 милиони евра е еврообврзницата, меѓутоа имаме уште 200 милиони евра долгови кон странство, има долгови кои што треба да се отплатат во земјата, така што една би рекла многу предизвикувачка година во која што
некаде околу 2 милиарди и 600. Колку ќе порасне јавниот долг? Следната година јас можам да зборам за она што значи буџетскиот дефицит колку би бил и можам да ви кажам во моментот фискалната стратегија какви податоци, стратегијата за управување со јавен долг за 2026 година планирани се 62,5% да изнесува јавниот долг, но морам да кажам дека во 2025 ни беше проектиран на 62,1. Очекуваме дека некаде до крајот на 62, значи 2025-та 62,1 па на 62,5 и тоа е плафонот согласно стратегијата, потоа треба да се намалува. Тоа не ве загрижува сега од позиција на министер? Загрижува и секогаш загрижувало, меѓутоа секогаш била дискусијата зашто ги трошиме парите. Нема дилема дека загрижува. Кредитниот рейтинг е во опасност или не? Не, апсолутно не, тука нема никаков проблем, напротив би рекла дека еве сега ние веќе работиме на одредена подготовка на материјал кој што ни треба за издавање на еврообврзницата и тука параметрите во однос на сите соседни земји се одлични. Знаете кога загрижува јавниот долг? Кога ќе имате просечен раст во 7 години од 1,6 или 1,8%. Тогаш загрижува јавниот долг. Јавниот долг не загрижува кога ние имаме проектирани стапки на раст од 3,5-3,8% кои што ќе ги оствариме. Тоа значи поголем доказ од тоа дека владата работи правилно од како расте бруто домашниот производ нема. Јасно е дека стапките на раст на бруто домашниот производ отсликуваат дали политиката е добра. Сега дозволете ми само да кажам дека иако 62,1% беше проекцијата за јавниот долг оваа година, добро, ние ќе завршиме под 61%, што многу јасно кажува дека како влада сме многу внимателни и во однос на проекциите, многу внимателно, значи ја следиме целокупната состојба со јавниот долг и внимаваме дури и да не го надминем тоа што било проектирано. Значи сме проектирале, но се трудиме да можеме да работиме максимално ефикасно и да ги управуваме парите на граѓаните, а при тоа долгот внимателно да го зголемуваме. Докаде сме со милиардата од Велика Британија што ја најавивте? Таа дополнително ќе го зголеми доколку ја земеме јавниот долг или? Значи за милиардата многу пати имам зборувано не 1 милиарда, 5 милиарди, 6 милиарди, не знам колку милиарди, не знам колку, 2 милиарди се ако зборуваме ние сега за 2 милиарди за железницата, за клиничкиот центар, 2 милиарди за железницата. Значи тоа мислам дека премиерот тука многу детално ги образложи сите работи, имаме добиено индикативни или тоа значи необврзувачки понуди кои што во себе вклучуваат одредени работи кои што треба да ги завршиме како влада, при тоа нели треба да се од страна на банките направат одредени анализи на нашиот буџет, на состојбите и така натаму, а потоа ќе добиеме конечна понуда. Во овој момент не можам ништо да зборувам, гледате и сами дека во буџетот за 2026 година немаме апсолутно ништо предвидено околу тоа. Разговорите нели ќе се одвиваат, врз основа на тоа ќе видиме дали ќе останеме на иста понуда, дали можеби ќе се смени, се може да се промени. Имаме најважно од се тоа дека не е обврзувачка понудата, значи за двете страни е необврзувачка. Ако се договорите, се договорите. Ќе видиме, ви кажав, имаме обврски, кажа и премиерот, треба ние да ја завршиме она студија за животна средина, за физибилити студија, да направат due diligence на буџетот и така натаму. Има работи кои што банките треба да ги завршат, па врз основа на тоа нели ќе видиме понатаму како ќе се одвиваат работите. Земјоделците треба да бидат во паника сега по скандалот во платежната агенција? Не, кога ќе се одблокира целиот процес? Да се дозавршат. Сега јас не можам многу да зборувам, бидејќи националниот координатор за оваа работа е во Министерството за финансии. Тука е и цела ИПА структура која што работи во Министерството за финансии. По оно што јас го имам како информации, работат повеќе институции кои што прават нели проверка на документите за исплата. Потенцирав неколку пати дека станува збор за фактури во износ од 400.000 евра, не станува збор за некој поголем износ, така што верувам дека за многу брзо време ќе се продолжи постапката за плаќање би рекла на тие фактури, ќе се комуникација нормализира. со Брисел, го следат случајот, него следат, може да биде во дополнителна опасност од нив? Не очекувам, ваша страна е стопирана се. Не очекувам да има било какви проблеми, бидејќи верувам на институциите дека ќе ја направат проверката. Видете, да ги оставиме институциите да проверат. Сега јас не очекувам дека има некои проблеми околу исплатите и така натаму, но она што го прават институциите да оставиме, да видиме, не би сакала да коментирам ништо повеќе. Да, нормално кога има потреба комуницираме со Брисел. Ние како Министерство за финансии сме на располагање не само нели на Брисел со јавното обвинителство и така натаму. Нашата цел е да се заврши оваа работа, да се има разрешница.
Јас секогаш велам да се почитува законот од страна на секој еден. Тоа мора да го научиме и да знаеме Тоа ми е дека... јасно, дека чисто ми беше прашање што да може да очекуваат сега Па не земјоделците. очекувам дека ќе има сега, јас пак немам повеќе детали, не сум навлегла во целата проблематика, велам националниот координатор е во рамки на министерството од време на време вака. Ќе прашам само дали има нешто ново, не институциите си работат и тоа е тоа. Министер, имаме уште 5 минути, имам 3 прашања, би сакал да ги одговориме. Лани во првите 2 квартали странските инвестиции изнесувале 560 милиони евра, сега е 220 милиони евра, а странските инвеститори велат дека по 12 години исплатата на државната помош доцни. Одговор од ваша страна бил даден дека тоа е поради изборите, меѓутоа тие велат дека избори имало за овие 12 години и никогаш не доцнело исплатата на државната помош. Од моја страна не можело да има одговор, бидејќи јас не ги пополнувам налозите за државна помош или било што. Значи, повторно, не знам, некако цело време така се одвиваат дискусиите и вака се создава Владиниот став, еве да појаснам владиниот, не е така дека Министерството за финансии. Владата, Така е, меѓутоа како министер за финансии јас имам трезорска служба која што работи и спроведува налози. Сега во однос на ова јас би рекла дека мислам дека сум добро информирана како член на владата за конкретнава ситуација, дека беше побарано мислење од Државната комисија за спречување на корупција, која што не даде јасен став за тоа дали може или не може да се исплаќа државна помош во време на избори, и тоа беше една од причините поради која што имаше застој додека изборите не завршат. Она што го имам како информации е дека сега во моментот веќе институциите работат, налозите ќе се пополнуваат и воопшто нема потреба за никаква грижа до крајот на годината исплата. Помош не беше, извинете што ја прекинав, не беше и во минатите години исто. Видете, не би сакала да зборувам за тоа како било во минатите години, и тука еве секој еден одговара за своето работење. Предпоставувам дека оние кои што се надлежни да ги пополнат налозите и да ги потпишат, имале причина зошто не ги потпишале. Да се вратиме на почетокот кога што реков, ако не работиш нема да сгрешиш. Не е тоа ситуација, затоа што кај државната помош никогаш немало проблем, но и не можам да се согласам. Последните 12 години може да зборуваме за последните години кога СДСМ беше на власт. Ако се вратиме назад, се сеќавате дека имаше еден министер за финансии кој што не сакаше да ги потпише и парите за субвенциите на земјоделците. Така што не би можела да се согласам дека 12 години било исто. Тоа само цитирав нивна изјава. Не било исто сигурно, но верувајте, секогаш оние недоречености во законите да создаваат загриженост кај поединци кои што можеби не сакаат и во исто време доколку добиле нели такво известување од страна на ДКСК, легитимно е да не потпишат, еве ги изборите завршија, помош ќе има. Најавувате граѓанска обврзница, онаа иста која што ја бойкотиравте или имавте негативно мислење дека бевте како опозиционер, сега најавувате дека повторно ќе биде во игра. Така е, да. За граѓанската обврзница многу пати имам зборувано, мојот личен став е мој личен став. Јас не велам дали сум го променила или не сум го променила ставот. Меѓутоа, ако ви имате прашање од страна на граѓаните кои што во континуитет го поставуваат, дали ќе има нова обврзица, тоа значи дека на некој начин и културата на граѓаните за инвестирање се менува, што мене посебно ме радува. Врз основа, јас не очекувам повторно таа една иста група на луѓе која што не е повеќе од 2000 граѓани да инвестираат, и тоа не е некој голем износ, но тоа на некој начин ме предизвика да видам што се случува во Хрватска. Ги прашавме и во Словенија, со министерот за финансии на Словенија и на Хрватска имам одлична комуникација. Еве во Словенија на пример апсолутно нема никаков интерес за таква граѓанска обврзница, но во Хрватска има огромен. Услови, нешто да им кажете? Првата половина од месец декември ќе биде и проспектот изваден и ќе може, значи ќе објавиме граѓанската обврзница, тогаш ќе дадеме детали за себе. Унгарскиот кредит затаи нешто со информирање за време на избориве, колку пари се поделија, колку на компаниите, колку на општините? Значи повеќе од 15 милиарди колку што требаше да добијат компаниите, повеќе од 11 милиарди или повеќе од 190 милиони евра се преку 6 транши дадени за приватниот сектор во однос на она што значи финансирање на проекти на општините, некаде околу 2,2 милиарди денари до сега се потрошени и 21 милион денари во текот на 2024 година, нели? Тоа мислам дека сме го потенцирали повеќе пати, така што тоа е до овој момент на што можам да го кажам од аспект на реализација. Пак ќе кажам, не значи дека реализацијата е толкава, ќе видиме до крајот на годината. Целта беше да се подобри продуктивноста на компаниите. Имате увид
Зашто се трошат парите, зашто се земаат? Не, тоа е УВЦ има развојна банка во тој дел, ние како Министерство за финансии не, но повторно ќе кажам, ако податоците за бруто домашен производ покажуваат дека имаме огромни раздвижувања, ако податоците во градежништво, односно индикаторот, нели, статистички покажува дека имаме раст во градежништвото, тогаш сметам дека сме постигнале целта и навистина, да кажам, преку бројки сме докажале дека сме погодиле онаа цел, би рекла, а тоа е да помогнеме на приватниот сектор, кој што долгорочно би размислувал да остане тука, затоа што нашата цел со инвестициите беше да им дадеме можност на компаниите да инвестираат, да не размислуваат, да затвараат, одат се префрлаат во други земји и така натаму. Преку овие инвестиции таа цел е постигната. Министерка, ова интервју сакам да го заокружам со уште едно прашање кое што вие не сте ресорна министерка, меѓутоа долго време сте биле одговорни за финансиите во ЕСАМ, а сега се подготвува цената за граѓаните што треба да ја плаќаат цела година. ЕСАМ тоне во долгови, барем лани годината ја заврши со над 120 милиони загуба, треба да достават понуда на тендерот на ЕСАМ. Како да се направи или како да се спречи ЕСАМ да не биде загубар? Видете, во енергетиката јас многу пати сум го зборувала тоа, резултати преку ноќ не можете да имате. Сето она што значеше неконзистентна политика во изминатиот период, денес и ние како граѓани, но пред се, зошто велам ние како граѓани, затоа што ЕСАМ не го чувствувам како дел на владата на граѓаните. Тоа е сопственост наша, државна. Денес ние плаќаме голем цех за тоа. Размислувањата во 2019 да не се отвараат нови рудници, при тоа да се оди кон обновливи извори на енергија, што се покажа како погубно, еве цената ја плаќаме денес. Знам дека во ЕСАМ се работи на отварање на нов рудник, но како што кажав, време треба за тоа, работат интензивно, се сеќаваат еден министер во изменатата влада ме убедуваше дека готово е, рудникот ќе биде отворен. Ние имавме една дебата меѓу нас двајцата, не знам на која беше од националните телевизии, независно, кај што ме убедуваа дека рудникот ќе се отвори, готово уште додека тие се власти, денес рудникот не е отворен затоа што треба време. Сега сето тоа што се доцнеше, што не се отвори нов рудник, ние плаќаме цената. И јас би сакала да можеме денес да зборуваме за гасни централи, да зборуваме, не знам, за повеќе ветерници и така натаму, меѓутоа сето тоа чини пари, ние требаше полека таа транзиција да ја работиме, меѓутоа многу мудро би рекла, односно со толку пари колку што имаме, најдобро да менаџираме. Не успеавме со претходната влада и цената што ја плаќаме денес е превисока, а тоа е уствари оние негативни резултати кои што ги има ЕСАМ и навистина за поздравување се директорите таму кои што од ден во ден се борат, да речеме, таа компанија да обстои и да се врати во една нормала. Пленарната седница, да го завршиме разговор како што го почнаме, пленарната седница е закажана за 9 декември, кога треба да се носи буџетот, што очекувате од денот? Ништо посебно, ние сега знам дека до крајот еве амандмани некои од пратениците кои што се усвојуваат, некои уште на второ читање можеби одредени корекции ќе се направат во рамки на буџетот и верувам дека ќе биде поддржан од страна на сите пратеници, затоа што пак ќе кажам, ова е со, како би рекла, со малку пари максимум да направите, затоа што она што значи фискална консолидација, обврска која што ние мора да испорачаме. Што ќе направите резултатите? Се надевам дека ќе прифатите да ги кажете на крајот на следната година, кога ќе разговараме за носење на идниот буџет за 27. Се надевам дека ќе бидете министерка и ќе може да зборуваме на таа тема. Ви благодарам денеска што бевте дел од Аргумент. Благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, се надам дека го задржав вашето внимание и благодарам на довербата, останете со програмите на телевизија 24. Од мене пријатно.